Генералниот секретар на Социјалдемократскиот сојуз на Македонија во рамките на денешните партиски активности во Кучани одржа пресконференција на која информираше за целта на посетата и реализираните активности. Дојдовме во Кочани да поразговараме малку со граѓаните на Кочани за нашиот проект Визијата за Македонија, нашата платформа политичка. Меѓутоа, пред се да ги чуеме граѓаните, што размислуваат околу одредени наши решенија, да понудат некои нивни предлози кои што сметаат дека треба да се најдат во програмата на Социјалдемократскиот сојуз, пред се програма која што се враќа на изворот на социјалдемократијата, програма која што ќе понуди правда за секого во Република Македонија, слобода, демократија, да ја вратиме и средната класа помеѓу граѓаните на Република Македонија. Меѓутоа очекувам да чуем и некои проекти кои што се многу значени за самата општина Кочани. На крајот ќе завршиме со една трибина на која што подетално ќе разговараме за првиот стол под нашата програма, а тоа е одговорна власт. За делот на програмата на Социјалдемократскиот сојуз на Македонија, наменета за субвенциите во земјоделството, Спасов истакна. Субвенциите во Република Македонија се нешто кое што обстојува и кое што треба да се зголемува во понатамошниот период. Мора да имаме правична распределба на овие субвенции. Посебно е значено за ова поднебе овде дека оризопроизводителите ќе мора да добиваат субвенции се со цел да го зголемуваат и подобруваат не само производството, туку и животниот стандард на земјоделците. На новинарско прашање дали со денешната средба започнува и предизборната кампања на партијата, Спасов со одговор. Политичката кампања ќе отпочне во моментот кога ќе се распишат парламентарните избори и се знае дека официјално е 20 дена пред изборите.